Периодот кој измина беше тежок за угостителите и угостителскиот сектор, со оглед на тоа дека угостителските објекти се првите кои се затвораат кога бројките на ново заразени се во пораст, но со добро менаџирање на работата се успева да се излезе на крај, смета угостителот Даниел Поповиќ од Тетово. Вели, мерките и протоколите се за доброто и здравието на сите. Угостителите повеќе пати беа затворени, а се соочуваа и со ограничувања во работното време и бројот на гости, што довело и до загуби. Бележиме загуби, меѓутоа владата најави дека ќе има некои мерки од нивна страна, ќе почекаме некој период да видиме што. Сега најавија дека бавчите ќе се отвараат, со тоа што ние се надеваме дека ќе има малку работа да се покриеме со загубата. Со оглед на тоа што беа само угостителите затворени, да, имаше голем удар, не е само кај нас, кај сите. И би ги замолил сите колеги и ортаци што се газди и сопственици на вакви угостителски објекти да се стрпат, затоа што тоа се е направено за наше добро, па да се надеваме дека ќе помине што поскоро и дека ќе имаме сите работа. Не е многу возможно да се работи со протоколи затоа што имаш многу ограничувања, значи не смееш да правиш роден ден и крштевки, треба да имаш сали поголеми за такви, ограничен е бројот на гости. Значи меѓутоа све е нормално, све е тоа процедура, таква е ситуацијата, ние не сакаме да биде тоа на жал. Тоа е што е, мора да се бориме со тоа. Све тоа, значи може да се у договор иде со газдата, со партнерот, со сопственикот, да се договориш за кирија, дали ќе се намали, дали нема да се плати. Значи има решение додека има добар муабет. Ако нема муабет, џабе ништо не можеме да направиме со сила. Се очекува во престојниот период да има зголемување на обемот на работа со оглед на празничниот период и олабовувањето на рестриктивните мерки.